Околу 6000 велешени се регистрирани во Агенцијата за вработување како лица кои не се вработени, но кои не бараат работа. Во моментов, поголем е бројот на пасивни невработени лица отколку активни. При процесот на пререгистрација, овие лица се изјасниле дека не сакаат вработување. Поради ова, Агенцијата за вработување на Македонија ќе спроведе анкета во која ќе бидат испитани невработените лица, која е причината што дел од нив не бараат вработување. Во последните неколку месеци направивме анкета која што треба да објавиме деновиве како излезе самата анкета. Ние ќе правиме анкета исклучиво кај пасивните барачи на работа да видиме што се причините поради кои се пријавиле како пасивни. Утврдивме некои мали нелогичности кои што ќе се обидеме во наредниот период да ги исправиме. Така да во наредниот период ќе почнеме со проверка на податоците што ги имаат доставени од Агенцијата за вработување, односно дали се соодветно внесени, дали се точни, така да секој ќе може да се ги провери, може да се премисли да помине во активни барачи, тоа е се до нив. Половина од пасивните невработени лица или 3000 невработени лица активно бараат работа, велат од Центарот за вработување. Овие лица имаат обврска секој месец да се пријавуваат во центарот, додека пак од Агенцијата за вработување објаснуваат дека при регистрацијата е со цел да се види колку од невработените лица во државата бараат работа. Дадовме можност на секој невработен да се изјасни за кога единица се пријавува. Односно, дали активно бара работа, односно дали е спремен веднаш да прифати работа ако му е понудиме или уклучува во активните мерки, или пак во овој момент не е спремен и не може да прифати никаква работа, односно некоја друга причина која што има. Во Велес, со процесот на пререгистрација, драстично е намален бројот на невработени лица, бидејќи системот ги избришал оние лица кои пријавиле дека активно не бараат работа. Од Велешкиот центар за вработување велат дека претходно бројот на невработени лица изнесувал 11.000, а со оваа пререгистрација бројот на вработени изнесува само 3.000. По седми пат пред училиштето Петар Попарсов во селото Богомила се одржа саемот на здрава храна, кој веќе е традиционален во општина Чашка. И овој пат локалните земјоделци имаа можност да ги презентираат своите земјоделски производи, а домаќинките да ги промовираат и јадењата подготвени од нив. Најбарал, ама најмногу го барат по Прадиштени, што го знаат компирот. И не стае со ова компир за на пазар. Приведејќи е квалитетен за манџа правење и за пржење, и за тоа се троши најмногу. Па не е тешко, со љубов се. Малце треба да се потрудиш, не треба многу време. Например, за пола сат, кога тестото ти е стасано, готова е питата. Па ова се тегнат танки кори и дола има 10 танки, после средина прасот се става, па згора пак има 10 кори танки, така. Се сукаат. Организатор на манифестацијата е општина Чашка. Градоначалникот Пановски вели дека ова одлична промоција на општината која се наоѓа во рурална средина и каде населението претежно се занимава со земјоделие и производство на здрава храна. И понатаму ќе продолжиме да ги презентираме сите наши нови земјоделски производи кои што се вираат на оваа наша земја, еколошки во секој случај, и се надевам ја дека од година на година ќе има се поголем интерес и за сите оние кои што откупуваат земјоделски производи, веќе еколошката храна, сите добро знаеме дека се помалце ја има, а во нашиот крај ја има доволно за да можеме да ја извезуваме и во нашава земја да биде купувано, меѓутоа и пошироко на Балканот. Манифестацијата за прв пат имаше и хуманитарен карактер. Изложените специјалитети се продаваа по символични цени и беа собрани речиси 6.000 денари. И одлучивме оваа година тоа да биде малце хуманитарно, значи да биде поорганизирано. Сите тие специјалитети пак ги имаме, но се продаваат во символични цени и сите тие средства ќе бидат донирани за дневниот центар за децата заболени од церебрална парализа. Ние не можеме на тие деца да им го подобриме здравието со оваа наша здрава храна, но секако можеме да им ги подобриме условите за живот. Во хуманитарната акција на саемот се вклучи и паралелката Кувари од средното стручно општинско училиште Коле Неделковски од Велес, како и од самиот центар за лица заболени со церебрална парализа Тетелина од општина Чашка. Се наоѓаме близина на споменикот Конча Рацин гимназија.
Младите активисти на Општинската организација на Црвениот крст викендов го одбележаа 14 септември, денот на укажување прва помош. Пред гимназијата Кочорацин беше одржана едукација од страна на специјалисти од службата за итна медицинска помош како и вежба за укажување на прва помош. Лекарите велат дека од исклучителна важност е во даден момент на повреда или несреќа во близина да има лице кое знае да пружи прва помош на повредениот до пристигнување на медицинската екипа. Од посебна важност е што поголем број од луѓето од населението да биде едуциран, да го помине курсот за прва помош со цел правилно, навремено правилно да укаже прва помош се до доаѓањето на итната медицинска помош. Несоодветното укажување на прва помош може да значи последици, траен инвалидитет на пациентите кои што се настрадани во сообраќајна незгода, повреда на работа или несреќа која што може да се случи било каде во било кое време. Граѓаните беа сведоци на способностите на младите од Црвениот крст да пружат прва помош на повреден. Изведоа симулацијска вежба во која помош им е неопходна на двајца повредени во сообраќајка во која учествуваат пешак и мотоциклист. Секој кој има желба да научи да пружи прва помош, има можност да ги совлада техниките во просториите на Црвениот крст. Младите најчесто не се едуцирани на ова поле, за жал, но волонтерите од Црвениот крст секогаш, значи во самите обуки што на почетокот со доаѓањето во Црвениот крст се добиваат со техниките за санирање на самите повреди на првата помош и сите волонтери ја знаат таа основна прва помош. Така да мислам дека иницијативата кај граѓаните за секојдневно ново идење на волонтери во клубот на млади докажува дека младите се заинтересирани да научат прва помош. Досега младите активисти многу пати се нашле во ситуација да пружат прва помош на лице на кое му е неопходна. Најчесто велат во ситуации кога има поголем збир луѓе. Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина неуморно се залага за подобрување на програмите за првата помош, особено подобрувањето на нивниот квалитет. За студентите денеска започнува академската 2013-2014 година. Речиси сите факултети во земјава денеска со свеченост ќе започнат наставата. Но во Велес, утре ќе бидат свечено пуштени во употреба новите простории за изведување настава за студентите во поранешниот хотел Вила Зора. По двата уписни рока на факултетите во градов се уште има слободни места. Единствени кои ги пополнија квотите се факултетот за туризам и угостителство и техничкиот факултет со дисперзирани студии во Велес. На технолошко-техничкиот факултет се уште има слободни места. 14 места за упис има и на дисперзираните студии на економскиот факултет од Скопје. Се повторува незаинтересираноста за факултетот за земјоделство. Втора година поред ниту еден матурант не покажа интерес за дисперзираните студии по земјоделство во Велес. Третиот упис за прва година, таму каде има слободни места, е на 17 септември. Годинава во Велес имаше дури 270 места помалку од колку лани за упис на бруцошите. За редовните студенти во државната квота годишната партиципација на факултетите е 200 евра, а за тие што ќе си ги кофинансираат студиите, цената за една студиска година е 400 евра. Има и пониски цени со одлука на самите факултети, како и во минатите години. Цената на дисперзираните студиски програми е 100 евра годишно. Координирани акции против питачењето ќе се превземаат од страна на СВР Велес, Центарот за социјални работи и локалната самоуправа. На денешниот состанок бил донесен заклучок заеднички да се настапи според планот на програмата која има Министерството за труд и социјална политика за справување со проблемот деца на улица. Па така се најавуваат вакви акции по 3 пати во неделата. За спроведувањето на овие акции се очекува да биде изготвен и план за работа со конкретни рокови и извршители. На својата официјална веб страна, ракометниот клуб Металург веќе објавува дека надпреварите од СЕХА лигата, на кои се јавува како домаќин, ќе ги одигра во Велес. Следниот надпревар како домаќин Металург го игра на 5 октомври против Нексе и на официјалниот сајт стои дека овој дуел ќе се одигра во спортската сала Гемиџи со почеток од 17 часот и 30 минути. Металург ќе пренесува информацијата и за одолжените надпревари и нивните нови датуми, според кои велешката сала Гемиџи ќе биде домаќин на ракометари на Загреб, кои наместо на 21 септември е најавено дека ќе одиграат со Металург во Велес на 7 декември.
Претходно Металург во Велес треба да го одигри и мечот со Партизан на 12 октомври. Од јавното предпријатие Парк Спорт, пак кое стопанисува со спортската сала Гемиџи и велат дека се запознати со распоредот кој ракометниот клуб Металург го објави на својот вебсайт, но очекуваат во текот на денешниот ден да се сретнат со нивни представници и официјално да се потпишат договорите, пошто ќе излезат и со конкретни податоци околу организацијата на надпреварите, реконструктивните зафати кон кои треба да подлегне салата пред одржувањето на надпреварите, како и продажбата на билети за самите дуели.